Почитуван заменик министер за индустрија и трговија на Руската Федерација, господине Алексеј Груздев. Почитуван амбасадоре на Руската Федерација во нашата земја, господине Баздикин. Почитуван заменик председател на владата, почитуван министер за транспорт и врски, почитуван министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, господине Димковски, председател на македонскиот дел од меѓувладината комисија за трговско, економско и научно-техничка соработка меѓу Република Северна Македонија и Руската Федерација, почитувани гости од бизнис заедницата од Руската Федерација, почитувани представници од бизнисот од Северна Македонија, дами и господа. Ми представува посебна чест можноста да се обратам на бизнис форумот посветен на можностите за воспоставување контакти и соработка помеѓу компаниите од Северна Македонија и Руската Федерација. Посебна чест е денеска да ја поздравам и работата на 9-та сесија на меѓувладината комисија за трговско-економска и научно-техничка соработка помеѓу нашата земја и пријателска Русија. Односите меѓу Република Северна Македонија и Руската Федерација се традиционално пријателски и нив ги карактеризира позитивен дух, но и одредени неискористени потенцијали, кои треба да бидат одредница за тоа во кој правец би требало да се движат односите во економската соработка во иднина. Во таа насока, особено радува фактот дека во диалогот во меѓувладината комисија за трговско-економска и научно-техничка соработка помеѓу Република Северна Македонија и Руската Федерација од оваа година е внесена нова динамика. Тоа е добра основа за оправдан оптимизам за продлабочување на нашата соработка. Како подкрепа на овој оптимизам, нека послужи и фактот дека двете страни во комисијата се договорени, освен досегашните области за соработка во енергетиката, транспортот и земјоделството, соработката да се прошири и во многу други дејности. Дополнително охрабрува и согласноста за формирање на посебни работни групи за сите области на соработка, што најавува многу конкретна работа и ефикасно донесување одлуки од интерес на двете земји и од интерес на нашите граѓани. Почитувани, вкупната размена помеѓу двете земји учествува со 1% за 2018 година, односно со 1,1% во периодот јануари-јули 2019 година во структурата на вкупната трговска размена на нашата земја со светот. Извозот од Република Северна Македонија во Руската Федерација учествува со 0,5% за 2018, односно со 0,6% за периодот јануари-јули 2019 година во структурата на вкупниот извоз на нашата земја. Увозот од Руската Федерација во Република Северна Македонија учествува со 1,4% за 2018, односно со 1,5% за периодот јануари-јули 2019 година во структурата на вкупниот увоз од светот во Северна Македонија. Извозот на стоки од Република Северна Македонија во Руската Федерација е незначителен во споредба со можностите за извоз во оваа земја која има голем и отворен пазар. Во структурите на извозот доминантно е учеството на лековите, овошјето, зеленчукот и тутунот, додека во увозот од Руската Федерација доминираат енергенсите, газ и нафта, и производите од црната металургија. Ако на ова се додаде и фактот дека за застојот на директните странски инвестиции од Руската Федерација во нашата земја по еден период кога интересот и учеството на руските компании беше нагласено видлив, сосема природно се надзираат насоките на подлабока и посуштинска соработка. Овие податоци ги споделив за да можеме да докажеме на крајот дека мора да имаме успех. Тргнуваме навистина од сериозен предизвик и верувам дека ќе покажеме сериозен исчекор за обостран интерес на двете земји. Како прво, овој форум, како и сите идни иницијативи за презентација и препознавање на можностите за посилна економска соработка меѓу нашите две земји, се одлична шанса да ги поканиме руските компании да прават бизнис во нашата земја. Во 2019 година, како никогаш досега, издвоени се огромни средства од буџетот за поддршка на економијата за домашните и странските компании, и тоа во висина од 55 милиони евра, кои ако се споредат со претходната година, кои изнесувале 40,7 милиони евра, представува раст за 37%.
Една од главните цели на владата е да одржува континуиран диалог со бизнис заедницата, за да излезе во пресред на барањата на фирмите за подобрување на бизнис климата. На основа на барањата на бизнис секторот се направени измени и дополнувања на Законот за финансиска поддршка на инвестициите. Оваа година се склучени вкупно 171 договор за државна поддршка и помош, кои што само 120 се нови компании. Сето ова придонесе секако и за растот на целокупната економија во нашата земја. Намалувањето на бројот на невработените, зголемувањето на извозот, но и воведувањето на нови технологии во производствените процеси, што е стратешка цел на оваа влада. Политиките на владата на Северна Македонија создадоа добри претпоставки кои може да бидат од одличен интерес на бизнис заедницата од Руската Федерација и за економски развој на оваа наша пријателска земја. Ќе издвојам една од областите што нуди нови можности за соработка – енергетиката. За двете земји енергетиката е во првите приоритети и затоа радува договорот на членовите на меѓувладината комисија за трговско-економско и научно-техничка соработка, дека ќе вложат напори да ги поттикнат компаниите да инвестират во областа на енергетиката со презентација на соодветни информации за улеснувањата при инвестирањата од оваа област. Посебни потенцијали во оваа област се отвараат со изградбата на примарната инфраструктура за гасификацијата, пошто следуваат можности за инвестирање и партнерство во проектирањето и изградбата на дистрибутивните системи на природен газ на целата територија на нашата земја. Ја користам приликата да ги поканам бизнис компаниите од Руската Федерација да влезат во оваа сериозна деловна активност која што ќе се случува во нашата земја буквално од декември месец па и цела 2020 година. Вашето искуство, вашето знаење со работата со природниот газ ќе може да биде од голема помош и можеме овде да имаме добра вин-вин ситуација за двете земји. Такви слични можности се отвараат и во можноста за соработка во областа на енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија, особено во делот на соларните електрани. Ја користам можноста и овде да ве поканам сите на вистина да влезете со вашето ноу-хау, знаење и да инвестирате во овие области. Огромни се потенцијалите што лежат и во туризмот и посебно во земјоделството. Јас верувам дека ќе најдете можност да инвестирате и во откупно-дистрибутивни центри во нашето земјоделство. Не само трговијата која што има голем потенцијал за унапредување на нашата соработка, но инвестициите во откупно-дистрибутивни центри трајно ќе ве врежат овде во делот на значаен сегмент од економијата за нашата земја, а верувам и за Руската Федерација на долготрајна соработка. Квалитетна храна е нешто кое што треба да им го обезбедиме на граѓаните од двете земји. Почитувани, традиционално добрите пријателски односи меѓу нашите две земји секогаш биле дополнително украсени со плотната соработка во културата и образованието. За нашата земја е од особено значење да ја поттикнеме можноста за зголемување на бројот на стипендии што ги доделува владата на Руската Федерација поради огромниот интерес на македонските граѓани за студирање на високообразовните институции во Руската Федерација. Убеден сум дека имаме доволно заеднички аргументи да ја зајакнеме соработката меѓу Република Северна Македонија и Руската Федерација и дека можеме да започнеме една нова, сеопфатна иницијатива за продлабочување на нашите економски односи. Ви посакувам убав престој во нашата земја и успешна работа на форумот. Со тоа го прогласувам овој форум за отворен. Благодарам.